Автопатот кон Охрид се гради со забрзана динамика. За неколку месеци ќе треба да биде завршен најсложениот дел од автопатот во должина од 10 километри. Се завршува третата галерија, привршува и работата на тунелите. По завршување на овие зафати се очекува уште позасилена работа за целосно завршување на оваа автопатска делница. Две можам да кажам дека се целосно завршени и на третата интензивно се работи. Паралелно се работи на стабилизација на земјиштето, на довршување на мостовите, како и на довршување на двете цевки на тунелите. На овој дел од автопатот ќе бидат изградени и најдолгите тунели во Македонија, додека пак градбата на галериите Николовски вели дека се инженерско чудо. Едната цевка во должина од 2 км, другата цевка во должина од 2 км и 100 метри, што се, како што кажав, најдолги тунели во Македонија, а галериите првпат од овој тип се изведуваат не во Македонија, туку во целиот регион. Ова беше најпаметното и најдоброто решение за стабилизација на земјиштето, за да заштитиме трасата, за да имаме безбедно возење. Овие инженерски чуда кои што се позади нас беа најдоброто решение. Забрзаната динамика за изградба на автопатот од Кичево до Охрид не е само една делница која се гради во државата. Паралелно тече изградбата на автопатот од Прилеп до Битола, а наскоро ќе започне изградбата на автопатот кон Блаце, со што Македонија во целост ќе оправда улогата крстосница на најзначајните европски коридори. Покрај автопатите се работи на железничкото поврзување на Македонија со соседите. Следната година се очекува да започнат и градежните работи на брзата пруга од коридорот 10, додека пак паралелно се гради и железничкото поврзување со Бугарија.